Здруженијето на пензионери на општина Кочани во салата на Центарот за култура Бели Мугри го одржа традиционалниот новогодишен концерт на народни песни, музика и јора, на кој настапија фолклорните ансамбли од Здруженијата на пензионери од Кавадарци, Куманово, Прилеп и Кочани. Тие се представија со традиционални народни песни и јора од Кавадаречкиот, Прилепскиот, Кумановскиот и Осоговскиот крај. Пред концертот на пригодна свеченост, подпредседателот на Сојузот на Здруженијата на пензионери на Македонија, Салтир Каровски, на истакнати поединци од Кочанското здружение, им врачи признанија по повод 70 годишнината од пензионерската организација на Македонија. Од Кочани добитници на плакети на Сојузот се градоначалникот Радко Димитровски и Ѓорги Серафимов, председателот на Здруженијето на пензионери Кочани, додека добитници на признанија се Здруженијето на пензионери на Кочани, Културно-уметничкото друштво на кочанските пензионери, како и Мирко Анакиевски, Костадин Стојанов и Киро Герасимов. Културно-забавни манифестации и спортски манифестации. Тоа морам да нагласам е содржина која ја фокусира со своите ангажирање целата здрава пензионерска популација. Ние оваа година тоа го одбележуваме со крупни резултати. Меѓутоа, фокусот на нашето ангажирање идната година треба да биде и наша грижа за оние кои што не можат да учествуваат заради проблемите кои што ги имаат, преди се здравствени проблеми. На свеченоста председателот на Здруженијето на пензионери Кочани Ѓорги Серафимов на 34 поединци и организации им врачи плакети во знак на благодарност за успешната соработка со Кочанската пензионерска организација. Нашето здружение е формирано на 16 ноември 1972 година. Едно од постарите здруженија во Македонија. Организирајќи се у рамките на тие услови како што са били, оно бележе добри резултати и ова прилика се захвалувам на сите актери и раководители што се работели у здружењето. Со ова, Здруженијето на пензионери на Кочани ја одбележа годишнината од постоењето на здруженијето и 70 години пензионерско организирање во Македонија.